размислувам така, со шишкиве на главава, и со мојево IQ така најлабаво во Европа, и си викам, ова мојве сонародници македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците сакаат секој петок урда да јадат. Урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаеме. Тоа е барем македонски изум, каде што нашата генијалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам, не бе, лапаме урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска урда обожаваме последниве години. Секој ден ја лапаме, онаа бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа пред Дејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона, кажи што сакаа да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и ко на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А во еден момент така, ми текна. Дека македонците најмногу сакаа да драпаат крастајци криви. Шубаво кажано. Ајбе, не драпај крастајци криви. Ама, додуше нашиве знаат да драпаат и колчишта. Од оние големите колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиџан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве. Ајбе, ој, драпај си го мео. Ама ова со мевоите има и логика. Сте виделе во љубаништа, во кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат од тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат мео. Само ќе направи. Ама има уште една работа што многу сакаат да си да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памти век. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа, абе, не драпај мадина. Абре, македончеве. Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чекај. Така е. Абре, македонецот сака многу и да јај лајна, да, бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варијанти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна бе селјак, тоа е првата, а втората е, абе не јади гомна, тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката, пун си со памет, ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло, многу мудар народ сме, со IQ, некој овој талатанште, ние стварно имаме IQ, бе, ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш, бе, брат, ај не јади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш, бе, сереш. Оттаму дошла и една другата македонска, многу сереш, бе, брат. Што не се однесува, нели, на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде, напучени.
Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале: ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му: и тебе бе дедо, шо ти направија германците? Овој дедо рекол: па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пути, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат. Да. И после овој си добил боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега синовите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор и синот е доктор и внукот е доктор и правнукот е доктор. Не мора бедни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнила од таа претходната. Ама торе му, немаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот. За све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот? Додуше некојаш поише мозок има во курот, него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме, бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров.